Секој да си носи кесе и измето да си го зима у кесето, а не некој да насапне и после тоа со тие контури што ќе прави. Често има. У Швајцарија знаеш како е? Најлончи ракавичка, кучето измети у кесето. А тука отпати и народот дека му падне тамо одета, не кучињето. Измет од домашни кучиња често забележан низ улиците на Штип. Револтирани мнозинство граѓани реагираат за ваквата ситуација. Вела дека забележуваат како сопственици шетаат миленичиња за кои не водат грижа на јавен простор. Потребен е ред како во Европа потенцираат тие со тоа што секој од дома ќе понесе кеса со себе и ќе го собира изметот или ѓубрето од миленичето. Има, па тука надолен кај Астиво хотело да не тргнеш, волкави комагариња. Па тие треба да си го чистат, што го водат кучето. Слушај, сега ќе ви кажам, ја имам ќерка во Англија, они си чуват кученце, ама таму си носат ракавички, кесиња, таму е лош закон, строг закон е тоа. Не газнеш? Па има, ја снимај го кучето, ја те тука се. Што да ти кажам? Тоа обавезно. Тоа е многу грозно и насекаде гледам тука по градот, тоа не се почитува, не е убаво тоа. За хигиената не е убаво. Така, бактерии, деца одат, па и старите, и нас не фаќа бактерии. За да има ред, граѓаните велат потребни се само казни, како и пријави кои треба да ги поднесуваат сите оние, кои што ќе го забележат овој неред. Па казни, нормално казни. Треба и народот кој види да го пријавуваат. Така, треба да се пријавуваат за тоа што не е убаво, загадува се средината. Нека си воде куче, нека си водат сметки за хигиена. И понатаму граѓаните замолуваат и апелираат до сите сопственици на миленичињата да водат грижа и на улица, исто како дома. Ако сакаме уредена држава, потребно е да почнеме од самите нас, потенцираат тие.